Почитувани граѓани, почитувани новинари. Како никаде во светот, ВМРО-ДПМН е можеби единствената политичка партија која отворено застанува против најкапитален проект во здравството. Блокадите на изградба на новиот клинички центар од страна на ВМРО-ДПМН е пример за неодговорно, незрело действување кој е на директна штета на граѓаните и македонското јавно здравство. Наместо да застанат на страната на граѓаните, ВМРО-ДПМН, предводена од Христијан Мицкоски, е на страната на криминалот во сопствените редови. Откако не успеа да го одбранат криминалот, ВМРО-ДПМН се обидуваат своите фрустрации и внатрепартиски пресметки да ги прекршат врз граѓаните, овде во законодавниот дом. Очигледно е дека единствената намера на ВМРО-ДПМН е да спречат развој на македонското здравство, да блокираат се што е во интерес на граѓаните и на државата. Затоа и одбија формирање на посебна собраниска комисија која ќе води постапката за нов клинички центар и која ќе биде водена токму од опозицијата во собранието. Почитувани, со овој проект државата за прв пат по цели 80 години ќе добие нов, современ, модерен клинички центар на предвидената локација во општината Ѓорче Петров. Да се биде против овој проект значи да се биде против интересите на граѓаните и на државата. Затоа ги повикувам искрените и честни пратеници на ВМРО-ДПМН да се вразумат и наместо за фотелјата во Белата палата да работат за граѓаните, да известуваат кај своите колеги повлекување на 2000 амандмани со кои се кочи овој важен проект. Пратениците на ВМРО-ДПМН имаат шанса да покажат дека ја научиле лекцијата од сите досегашни порази и да застанат за интересите на граѓаните од кои се избрани. СДСМ и парламентарното мнозинство ќе ги преземе сите неопходни чекори и политики за да се надминат овие апсурдни блокади. Државата, здравствените работници, сите граѓани заслужуваат нов модерен клинички центар. Ви благодарам.